Она што следува во продолжение е линковско вклучување од нашата Ирена Спировска. Добро утро, еве ја гледам Ирена веќе во кадар, ке разговара со Владимир Мандичевски Манде за Скопскиот градски фестивал кој што се случува од 13 до 17 мај. Ирена, добро утро до тебе, добро утро до Манде. Повелете да го слушнеме и вашиот разговор. Добро утро и од нас, драга колешке. Поздрав до сите гледачи на нашата утринска програма. Во ова врнежливо мајско утро се јавуваме од пријатниот амбиент на концепт кафе Шума во порта Влае, за да кажеме нешто повеќе за актуелниот Скопски градски фестивал, поточно за 6-то издание на Скопскиот градски фестивал, кој што веќе со години негува културната слика и културниот идентитет на нашиот град. Како што најави и ти, утрово сум заедно со Владимир Мандичевски Манде од Баги комуникации, организатор на овој фестивал. Прице, добро утро. Добро утро и поздрав за вас и за сите ваши гледачи. Еве, шести пат, нашиот главен град е домаќин на извонредни музички настани, на вистина квалитетна музичка и останата програма, се она што го придружува Скопскиот градски фестивал. Оваа година фестивалот беше отворен на 13 мај, па пред да ги најавиме настаните што се одржуваат вечерва, утре и до крај на фестивалот, ајде малку да од ваша перспектива како помина отварањето и настаните кои што имавме можност деновиве да ги видиме. Па, Скопски градски фестивал е всушност културна платформа за промоција на македонски артисти и за размена на меѓународно искуство. Во изминатите 6 години, вклучувајќи ова, имавме гости од повеќе од 12 земји од Европа, кои се трудиме да соработуваат со наши артисти, да не биде тоа само настап на отворањето, како што кажавте, беше на 13-ти, во годинава земја во фокус е Словенија. И отворањето беше токму со културни настани од Словенија. Имавме промоција на книга, новата книга на професор доктор дипломат Милан Јазбец, неверојатно 91-ва книга. Веднаш потоа беше отварање на изложба на исклучително интересна уметничка Магда Шаламон. Не само како сликар, туку е жена која 16 пати ги качила Хималаите. И нејзинот артистички израз е поврзан со планините, со природата. И веднаш потоа настапи најдобриот словенички етно или традиционален состав Дуплјак, се тоа се случуваше во Музеј на град Скопје и помина многу добро, дури и за културен настан неочекувано добро. Се покажа голем интерес, што мене ми е особено драго. Вчера беше втората вечер, ден на Кроација Рекордс. Во последниве неколку години поголем број македонски артисти издаваат. Вие се сеќавате, тоа е бившиот Југотон, најголемата издавачка и дискографска куќа во целиот регион, не само на просторите на бивша Југославија. И синоќ имавме можност да направиме вечер на македонски артисти, тоа беа Код 369 од Битола, Иван Кукиć со неговиот бенд и Мухамедо Ибрахими од Скопје. Помина многу добро, реакциите на публиката беа одлични, еве гледам од утрово и по социјалните мрежи, така да сега за сега ги исполнуваме целите. Тоа е така веќе долги години, а она што е убаво што публиката од година в година на Скопскиот градски фестивал има можност да се запознае и со тие еминентни музички имиња, но и со нови млади музички таленти кои што покрај останатите своји ангажмани, еве токму и на Скопскиот градски фестивал може да се презентираат како навистина наш бренд. Па да, ние се трудиме, например, во изминатите години имавме вечер на средношколски бендови, на деца кои немаат ни 18 години, а творат и работат и кои немаат многу можност да бидат експонирани јавно и ние се обидуваме да им дадеме шанса. Втората цел е соработката на врвни имиња од Европа со наши музичари, така да е вечер во Скопје се можеби 20 врвни европски басисти, доаѓаат Human Touch од Грција, еден нивниот најпознат джез состав во кој свири Јотис. Сега иде нескромно, можеби најдобриот електричен басиста, джез басиста во Европа, а потоа е нашиот Мартин Джеконовски Шпато со триото негово, во кој доаѓа Роман Бабик од Германија, еден врвен пианиста. И се трудиме таа соработка да остави трак. Секоја година имаме вако видна соработка на европски имиња со наши музичари, да им дадеме шанса да стекнат и ново искуство, но и на странците да им покажеме какво богатство имаме овде. Дали има се уште влезници за вечерашниот концерт? Мислам дека се уште има. Ќе се случува во Филхармонија, во малата сала. Просторот е одличен за ваков вид на настани, исклучително добар за джез настани и мислам дека цената е популарна.
Значи не правиме цени за кои можат секој да си ги приушти. Значи и студенти и луѓе кои не се баш финансиски многу добро стоечки, за да ги видат луѓето. Не е целта да правиме комерцијални настани. Така, обележи на Скопскиот градски фестивал е тоа што изборот на музичката програма никогаш не го правите според трендовите, туку според вредностите на уметниците кои што доаѓаат и кои што стануваат дел од Скопскиот градски фестивал. Па еве, освен можноста вечерва да уживаат во концертот што го најавивте и што го спомнавте, утре вечер исто ќе има една врвна словенечка и светска виолинистка, член на Циришката филхармонија, која што ќе може да ја види и скопската публика тука во живо. Па да, Тања Сонце е една исклучителна личност, значи млада девојка пианиста која има веќе европска кариера голема, како што кажавте, член на Циришка филхармонија. Јас ќе додам, во Словенија постои фестивал кој го носи нејзиното име, Сонц фестивал. Ние еднаш во Словенија настапувавме, Владко Стефановски настапуваше заедно со нејзиниот квартет и тука се откри потенцијалот. Доаѓа прв пат во Македонија со исклучителен квартет. Словенците имаат многу јака сцена на сериозна или класична музика и мислам дека сите што утре вечер ќе дојдат во КИЦ или во салон 1919 ќе имаат можност да видат едно врвно име со фантастичен квартет, со многу приступачна, не знам, допатлива програма. Тоа не е класика одбивна како ние што знаеме да ја третираме класиката. Тања Сонце, неверојатно име и мислам дека ќе биде идната европска и светска звезда во виолината. Фестивалот ќе биде заокружен на 19 мај. Да, јас лично, а и баги комуникации, соработуваме со многу музичари од регионот. Танос Ставридис е еден од најпознатите грчки музичари, професор на факултет во Јанина, неговата сопруга е професорка на факултетот за музика во Атина и он има нов албум кој се вика Дром. Тоа значи пат, мислам, на кој третира музика од регионот, но најмногу македонска музика. И Танос е човек кој ја промовира македонската музика и Македонија буквално без оние скрупули политички, кој во својата последна изјава напише дека е конечно време со овој албум да видат сите во регионот дека се што се свири во најголем дел потекнува од Македонија. Така да еден многу пријателски настроен музичар кој соработува со наши имиња како Владко Стефановски, како Иван Кулкич, потоа соработува со Танос, со Теодоси Спасов, врвен музичар и многу необична музика. И тоа ќе биде ставање точка на уште едно успешно издание на Скопскиот градски фестивал, кој што, како што споменав, на вистина многу придонесува за културниот идентитет на нашиот главен град. Благодарам за разговорот, Манде, посакувам успешна реализација на концертите до крај, а еве нашите гледачи уште еднаш ќе ги поканиме да не ги пропуштаат овие музички уживања кои што ни ги овозможува оваа година Скопскиот градски фестивал, вечер во утре вечер или на 19. Изборот нека биде ваш, а сигурно најзадоволни и најсреќни ќе бидат оние што ќе можат да присуствуваат на сите концерти кои што преостануваат во рамки на овој музички фестивал, односно Скопскиот градски фестивал. Одлична програма. Благодарам, Ирена, за овој убав разговор.